некои ги делат вината на машки и на женски. Ние во Вински мозаик се разбира, не се согласуваме со таквата поделба. Македонските пак писатели ќе кажат дека од стотиците песни напишани за виното, најмногу се однесуваат на црвеното вино, но имало само една за бело вино. Таа било она, знаете, бело вино, зошто не си црвено. Во оваа епизода на Вински мозаик нема да зборуваме за одредена сорта, како во останатите епизоди. Туку ќе зборуваме и ќе дегустираме вина од одредена категорија. А тоа е категоријата розе. Розе виното се прави од црвено грозје, меѓутоа по технологија како за бело вино. Што би се рекло дека самите лушпи и зрна всушност ја даваат бојата во грозјето при процесот наречен мацерација. Колку време ќе седи шират, односно гроздовиот сок во контакт со лушпите и семките, толку поголема или подолга, поинтензивна екстракција на боја ќе имаме. Наш прв домаќин е Венера во винарија Сковин, со која што ќе го пробаме фамозното розе канина и ќе предискутираме нешто малку за оваа, би рекол, ултра веќе популарна категорија на вино. Венера, здраво. Здраво. Како си? Добро. Супер, одлично. Пак сме во оваа убава атмосфера овдека во Сковин. Кога бирав кој розе ќе го пробаме, не можев да едноставно да ги игнорирам. Пред се розе канина веќе е доста присутно не само на пазарот, туку веќе и во хорека секторот и некако буквално почна да ми боде очи на секаде, па решив ајде викам да видиме што е тоа околу канина. Роза е, нели, познато и се знае зошто. Што е канина? Значи роза канина е латинско име за дивата ружа или шипка. Значи кога возиме по пат на кај лозијата, сте ги приметиле како грмушки цветат со цветови бели, розеникави, значи во еден цвет има повеќе латици, значи дива роза. И латинското име е роза канина. Во исто време е, значи, диво, меѓутоа толку е нежен цветот што да го скинете до дома, да го донесете, тоа ќе овене. Значи тоа е свеж таму. Супер. На грмушката. Јас нешто најавив во загледачите, меѓутоа еве, конкретно од тебе. Венера, како правиме розе вино? Розе вино правиме од црно грозје по технологија за бело вино. Дали на пример, колку е битен тој процес на мацерација? Тоа зависи нормално од стилот и од определбата на енологот, како розе сака да... Да, значи од стилот на розе виното, од сортата од која што се прави розето, од тоа зависи колку долго ќе се врши мацерација. Во нашиот случај роза канина е направена од мускат Хамбург. Тоа е категорија на грозје кое што се поделени, значи и припаѓа во винската група сорти грозје и во трпезните. Порано, значи, уште повеќе се користела за производство на црвени вина, и тоа исклучиво на црвени вина, не за розе. Па последните десетици години и повеќе помината во трпезно, затоа што претпоставам дека повеќе се бара како трпезно грозје. Меѓутоа, потенцијалот што го има за вино е тука, нормално, од секоја грозје може да се направи вино, па и од мускат Хамбург. Мускат Хамбург припаѓа, нели, знаеме, на фамилијата, на огромната фамилија на мускатни сорти. Сега ќе видиме колку е тоа, нели, се рефлектира во самото вино, меѓутоа пред да го пробаме виното уште некој така мал увод околу розето. Дали имаш ти, можеби, впечаток таков, како и јас, дека розето барем порано малку се на некој начин се потценуваше, дека е тоа некоја можеби мешавина на бело, на црвено грозје, вино кое можеби е мешавина, вино кое не успел енолого да го направи како што требало, па и сега ќе го меша со нешто второ, нешто трето и така натаму. Ги исплакнал бурињата и така натаму. Дали сега тоа малку се промени, таа перцепција на розето? Да, значи розето некако доживеа експанзија во последните 10 години. И се наметна чисто, значи, како вино, како категорија на вино. Значи, до тогаш не постоеше, розето не беше никаде сврстено, така да кажам, ни во бели, ни во црвени. Сепак розето си е вино, кое што, како што реков, се добива од, ако се добива како што треба, значи тоа треба да биде произведено од црвено грозје по технологија за бели вина.
Само малку да објасниме, што конкретно тоа значи по технологија за биологија? Тоа значи дека во еден момент треба да се одвојат лушпите, семките од сокот, од откако сме ја постигнале посакуваната боја и понатаму процесот на ферментација тече како процес на ферментација за белини. Значи на пониски температури, ниска температура, тоа. И затоа не случајно во многу случаи се јавува од едно исто грозје, од исто лозје, значи произведеното црвено вино да има понисок процент на алкохол, додека розето да има повисок процент на алкохол. Тоа е затоа што ферментира на пониска температура како белите вина и тие губитоци на алкохол во текот на ферментацијата преку испарување се многу мали, скоро минимални. Така да колку време ќе се врши таа мацерација, тој контакт, колку ќе се остави ширата да биде во контакт со семките и со лушпите, од тоа зависи интензитетот на бојата и тоа е веќе до креативноста на самиот енолог што го прави тоа и во крајна линија до пазарот тоа што го бара. Дека розето може да биде и тоа како препознатлива одредница за висок квалитет, докажува и примерот пред се со францускиот регион Прованса, кој како регион всушност се идентификува веќе и е препознатлив исклучиво по производството и по дистрибуцијата на розе вина. Преку 96% од производството тамошно е на розе вино, дури направија неколку чекори нанапред во однос на она што се вели брендинг, а тоа е формирање или на некој начин стандардизирање на таа препознатлив облик на флаша. Од југо зборуваме за југоисточниот брег, југоисточно-медитерански брег на Јужна Франција, каде што на таа одлична топла медитеранска клима одлично оладено, свежо, на некои 12-13 степени, не премногу, сепак да нагласиме не премногу, треба нели да отворен, сепак има одредени овошни ароми розето, на некои 12-13 па 13 степени со нека овошна салата, со свежа јаготка, со лосос, со тестенина, остриги, со медитеранска исхрана, одлично оди на нека плажа на околу Кан и Монте Карло. Венера, розето кај нас рековме дека веќе добива и еден вид процвод. Повеќе винари веќе го произведуваат. И овие поголемите што се, меѓутоа збориме и за овие малите бутик винари. Околу процентот, околу бојата, околу интензитетот на бојата. Сега веќе знаеш дека оваа боја веќе повеќе во мода. Значи оваа маце по бледа лосос боја маце, за разлика од онаа кармин црвена, односно кармин розе боја. Кажи ми, дали однапред веќе имаш проекцијата во глава, како точно сакаш да излезе, или тоа веќе се случува во чекор? Значи точно знам, конкретно за роза канина, замислата ми беше и името веќе ми беше искреирано во главата како да се вика и бојата, значи целно беше направена така да биде една лајт, нежна розе боја, за разлика од другите розиња кои ги имаме, кои што се со поинтензивна црвена боја, со повеќе интензивни виолетови нијанси. Ова е значи нешто сосема друго, што повеќе би рекла дека германскиот пазар повеќе ја прифаќа оваа боја. Кај нас во Македонија можеби не е толку препознатлива, не се цени толку оваа боја. Се уште одиме на тие поинтензивни розиња. Да, розе, кармин боја, тие се така маце и допадливи во смисла на некаква естетика. Кога справам розе, секогаш целно знам која категорија ќе биде и што можам да очекувам и во зависност од тоа и колку долга мацерација ќе се прави. Колку е долга овека мацерација? Овде мацерацијата е 10 до 12 сати, затоа што сама по себе мускат Хамбург како сорта нема толку интензивна боја во лушпата и заради тоа мораше да биде пократка. Така, значи антоцијаните подолга да биде антоцијаните се на пониско ниво таму, да. Спомнавме дека се прави нормално црвено грозде. Кои се најчестите сорти, барем кај нас, од кои се прави розе, еве мускат Хамбург кај вас, што понатаму? Значи може од мерло. Да, од мерлото е многу интересно розето затоа што има поинтензивни виолетови нијанси
Кабернето исто така, кое што има баш розен јанси, значи пинк, не оди кон виолетова боја. Од сира може да се прави, од вранец, доколку се работи многу брзо, значи quick затоа mix. што екстрахира многу боја. Да, екстрахира многу боја, вранецот дури ако се погоди да биде кратошија, може и сокот да биде обоен, па Тогаш веќе веќе проблем. Да, меѓутоа најчесто и од пино, ќе заборев да кажам. Тука те чекам, значи, дека пиното е пиното многу сепак, сличен со мускат хамбургот, он бара малку подолга мацерација заради тенката лушпа и слабата концентрација на антоцијани која што ја содржи самата лушпа од пиното. Така. Ајде да го пробаме розево. Розеата наоколу мене лично ми се многу интересни, исто така нудат широк диапазон на ароми. Карактеристична, освен таа боја што рековме, карактеристична кај останатите розеа ми е секој пат таа некоја бонбонска арома, на тврди бонбони како мали деца кои ги лижавме, оние тврди од јагодон, малина, оние тврди бонбони. И пред се онаа карактеристична, оној мирис на оние базока мастики, исто како мали овие што се така помладите генерации како мене и тебе ќе се сетат. Да, секојаш прво доаѓа бомбона или некое овошје, меѓутоа во овој случај не е така, затоа што сортата на грозје веќе го наметнува својот стил. Тука е значи, тука имаме роза. Доминира розата, доминира повеќе, значи мешавина на роза и на некои хербални тонови. Мускатната арома нормално е во позадина, не е толку доминантна како бозел. Во секој случај доста интензивна розата. Чиста така, може веднаш веднаш да ги поделиме аромите. Доста чиста арома. Аромата е чиста, нема кендис, не може да препознаете јагода, значи чисто цветни ароми се тука присутни. Малце цветно зачински ароми. Веќе вкусот една друга приказна. Така, веќе тука се појавуваат и малце некои дискретно овошни ароми. Да, и овошни ароми, сирена, малце малина. На локу малку се осеќа. Јагодче. Јагода дискретно, да. И повторно свежи. Го имаме изгладено на совршена, би рекол, температура. Сега сме тука некои до 13 степени. Ние сме малце сега во затворено поради временскиот период, меѓутоа би било одлично на некоја тераса, на сонце или на некоја покрај плажа, да. Од комерцијален аспект, Венера, розето, без да те прашам, знам ја сигурно дека е широко прифатено. И од оние што се малку по луѓе вински ентузијасти навлезени во винската приказна, меѓутоа и од така наречените почетници. Едноставно, розето е лесно да го сакаш. Венера, се согласуваш ли ти со најавата моја на почетокот дека розето било женско вино? Да, и смеам ја да го пијам ова розето. Смее, да. Не се согласувам затоа што валјда тоа е некој маркетиншки трик, така, алатка, точно, алатка за да валјда полесно ќе го доближат виното до жените. Инаку не се согласувам, значи доста мажи уживаат во розето и тоа е вино навистина за уживање, посебно во летните месеци кога е топло, кога не можете, сте љубители на црвено вино, не можете да пиете црвено вино, во секој случај едно добро и разладено розе може да замени дури и оброк, не само како аперитив да биде. Тогаш ќе им порачаме на тие што измислија таа маркетинг алатка дека ако розето е исклучиво само за жени, тогаш нека не го допират вранецот, нели? Затоа што вранецот ги било резервиран за мажите. Да. Не се разбира ниту едното, ниту другото вистина. Ќе си пиеме ние се. И розе, и вранец се разбира во онаа што се вели систематизација. Значи има толку широка палета на вина со што секој може да најде избор и да ужива во некое вино. Ние уживаме во Роза Канина, Венера. Фала ти многу за гостопримството. Од тука одиме кај нашиот втор домаќин, каде што исто така ќе пробаме еден друг тип на розе. Тебе ти посакувам многу успешни розеа во иднина и се гледаме во следната прилика. Да. Благодарам. На здравје и фала ти. Здравје. Во продолжение на епизодата посветена на категоријата розе вино, дојдовме на едно многу интересно место. Ние сме на крајниот југ од нашата мила Македонија, поточно во Гевгелија, каде што ќе пробам розе вино со ветеранот, со легендата на македонското винарство, Јован Гелебешев. Чко Јован, здраво. Здраво.
Фала што не прими како наш втор домаќин. Фала на вас на комплиментите. Доаѓаме од една малку поголема винарија од Појава, каде што исто така пробавме розе вино и таму. И дојдовме во твојата бутик винарија, за да го пробаме и твоето розе. Денеска имаме и убаво време, иако сме малку на студен период, се уште имаме не почисти времето со сончеви зраци. Чичко Јован, што ќе пробаме денес? Розе ќе го пробаме. Еден предизвик ми беше розета, да ви кажам. Да го направам и да биде добро, се разбира. Так. Ајде ќе одиме на почеток. Јавноста делумно знае, на овие помлади генерации не знаат. Ти си еден од, би рекол, првата генерација на едуцирани, школувани македонски енолози. Меѓу првите, да. Меѓу првите. Уште од времето на бившата држава, па преку специализација како стипендист на француската влада, се во регионот имаш работено за многу познати брендови, допред неколку децении кога реши да си отвориш твојата мала бутик. Една деценија. Винарија, една деценија, 10 години, да. Од кога се пензионирав, почнав. Так. Ова е хоби. Малку скап хоби, ама почнав и Скапо хоби. издржав. Само малку да нагласевме околу твојата сосема кратка биографија, тука ќе застанеме, ќе продолжиме за она што најмногу сме дојдени денес, а тоа е објаснување, односно дегустација и раскажување на генерално розе вино како категорија. Со претходниот соговорник нешто начнавме, меѓутоа еве да објасниме исто за гледачите. Ајде од почеток, Чукојан. Што е розе вино? Значи, како го правиш ти ова розе вино, односно како се прави розе вино? На почетокот рековте дека младиве не знаат што е розе вино и имате погрешно сваќање на сите. Мислат дека кога се измеша црвено и бело вино се добија розе вино. Така не може. Технологијата е производство како производство на бело вино. Да. Ама многу тешко. Се издвојува ширата од комињето по вкус или по сваќање на енологот. Која нијанса розе да ја добија. Потоа, од кога се издвои, почнува ферментација, како на бело вино, без комиње, без ништо. Меѓутоа, еден третман, еден режим на ниска температури, од моето розе е правено од 18 до 19 степени и тоа ферментира 20 дена минимум. Така. Тоа... За да се екстрахира, за да се издачат сите оние овошни ароми, значи од лушпата и од семките. Да. Убавени. Така. И јас стало викам, кога ќе биде готово, кога ќе умерите дека парфем, парфюмерија, ама убавина. Чујан, кажи ми, од која сорта е твоево розе? Моето розе е од сортата Каберне Франк. Многу е битен процесот на така наречена мацерација, односно време траењето на контактот на лушпите со ширата. Да, ја би рекол на почетокот уште. Некој пат трае, зависи од годината, некој пат трае 5 сати. Некој пат трае 24 сати. Така, зависност и од сортата, екстракцијата на сортата, така? Не, збориме за оваа сорта. За Каберне Франк, добро. Друга сорта јас не сум правил. Сега, порано, тоа ли беа повисоки температури, што беше ние дежуравме тука, да не добие многу потемна нијанса. Сега сме сигурни од 24 сата ќе издржи и ако денеска се преработели, утре се вале, го двоиме. Така. Од комињето, да кажем, од зрната. И таа мацерација која трае нема ни 24 сата. И после почнува тој процес на бела ферментација. Така. Ајде само малку детално околу процесот на мацерација за време траењето, што се случува всушност. Знаеме дека екстрахираат, значи екстрахираат антоцијаните, боите, меѓутоа што уште? Што уште? Зошто е толку битна таа мацерација кога се работи розет? За тоа што сите материи, миришљави и сите се наоѓаат во зрното. Да. Тоа е тоа. Конкретно во лушпата, рековме и во зрното. Поопширно кажам. Да. Во семката и во лушпата. Така. Одиме да го пробаме виното заедно и да го искоментираме. Прво би сакал неколку заеднички зборови за самата боја.
нормално, розе боја, меѓутоа розе боја имаме многу нијанси на розе боја. Имаме така наречени нијанса на луш по црвен кромит, имаме нијанса на лосос, имаме малце по-кармин нијанса. Ова колку што можам да забележам ја има би рекол бледа розеникава боја, малце згасната розеникава боја, што е карактеристична повеќе за Прованса регионот, каде што ги прават тие. Да кажем, ова беше 2014 година, најлошата година за мене во лозарство Македонија, и едном добивме ова што го добивме. Трендовите на розето се различни. На времето, преди 30 години, ви кажувам, таа боја од лушпа на сув кромит, така? Тоа беше хит. Меѓутоа сега е трендот малку поинтензивно. Да, затоа реков, значи ова е покарактеристично за розеато од регионот Прованса во Јужна Франција, кој знаеме дека на некој начин се прослави со производството исклучиво на розе вина. Својот вински идентитет тој регион го темели исклучиво на розе вина. Чувени Анжу. Анжу, точно, и во карактеристично ние форми на флаша кои веќе се препознатливи и од комерцијален аспект. Чувам, на мирис доста е, би рекол, интензивно таа карактеристична тој мирис на роза, значи што е исто за розето, мирис на цветен мирис, цветно-флорален мирис на роза, меѓутоа се појавуваат и некои бонбонести ароми, малку така како на тврда бонбона, како на малинка малце, како на јагода. Свежината веќе се чувствува и на самиот мирис. Прекрасно. Меко, дава впечаток овошно, на полусуво. Дава впечаток малку на полусуво, само што сакам да прашам дали има остаток на шеќер. Нема остаток на шеќер. Добро. Затоа што има алкохол. Вкусов и тоа како го следи мирисот, она што прво ми падна вака на мисла, е тоа дека таа роза што се чувствува, таа малинка што се чувствува на мирис, и тоа како има и на непц. Киселината е одлично вклопена, мека, но се уште свежа и пријатна. Киселината е посебен проблем за Каберне Франк. Дава грозје со ниски вина со ниски вкупни киселини, меѓутоа се држиме до законот да можеме да додаеме колку е дозволено, малку да го освежиме. Така. Тоа не е тајна. Да. Тоа во Македонија, како што е впрочем додавањето шеќер во неки студени региони, во Македонија е дозволено додавање на киселини. Франција, каптализација. Перцепцијата за розевината. Дали малку се смени зашто во минатото тоа розевино имаше една лоша перцепција, кој што кажа дека тоа мешавење, дека тоа се остатоци и така натаму. Мислиш дека се смени малце перцепцијата за розе категоријата? Се менува и тоа мислам дека брзо се менува. Ево, ова винарија постои 10 години. Ова година почувствувавме дека дојде до израз квалитет и без реклами, без ништо, од човек на човек пренесувано, дојде да енормно зголемови потрошувачката. Тоа е добро. Тоа е добро и што да не треба да прошируваш лозови насади, а? Одлично и од еден сомалиерски аспект, овие вина секој пат се, би рекол, предизвикувачки за самите кулинари, за сомалиери. Свежа овошна салата, риба, чарен лосос во комбинација малку со рукола од страна, евентуално некое не толку масно кравју или можеби козјо сирење, би било одлични комбинации. Значи сите оние комбинации каде што доминираат минералите, каде што доминираат витамините, омега-3, омега-6 масните киселини, не премногу тешка храна, не премногу протеинска храна и мрсна, да не би се поклопило оваа свежина, оваа овошност. Апсолутно замена за белите вина, за се ова што го реков. Така, да. Розето се уклопува фантастично. Добро оладено, нормално. Добро оладено, не премногу да потенцираме на некои 13 до 14 степени. Чувам, фала ти многу за ова прекрасно винце. Беше драго. Фала ти што беше наш домаќин. Ти посакувам здравје, ти посакувам успешни берби во иднина уште. И ќе се видиме за неколку дена кога ќе дојдеме да ги дегустираме твоите останати вина. Дај Боже, ви благодарам на посетата. Фала ти и се гледаме. Здравје. Дека розето е популарна и привлечна категорија на вино, а регионот Прованса, неговата света столица, покажува и веста дека најпознатиот холивудски пар, двојката Бред Пит и Анџелина Џоли, во 2012 година ја купија винаријата Шато Миравал за 41 милион фунти, каде што го произведуваат своето веќе познато Миравал розе.
За оваа важна мисија тие го ангажираа познатиот француски енолог од Прованса, Марк Перин, кој успеа да направи свежо, привлечно и возбудливо розе, кое доби многу добри критики и веќе одлично се продава низ целиот свет.